Не стивнуваат реакциите на граѓаните околу ставот на активистот на СДСМ Никола Шиндре, кој преку колумна се обиде да ја оправда педофилијата. Веќе неколку дена членови на ВМРО ДПМН ја бараат одговорност од социјалдемократите кои со молчење го одобруваат ставот на Шиндре. Одговорност бараат и од првата детска амбасада на светот Мејаши. Оттаму прашуваат дали ќе преземаат одговорност за секое следно дете жртва на педофилија, авторот и порталот на кој е објавена колумната. За објавената колумна и користење на медиумски простор со што се прекршуваат правата на детето од детската амбасада, најавија и преставка до народниот правобранител. Да не дозволиме на мала врата преку медиумскиот простор легализација на едно од најопасните кривични дела кои оставаат трајни последици по личноста на детето, сексуална злоупотреба, педофилија и немаат врска со сексуалната слобода и борбата за правата на ЛГБТ заедницата. Детската амбасада Мејаши се залага за доживотна казна затвор или хемиска кастрација за секој педофил. Доживотен затвор како казнена мерка може да помогне сторителите на овие тешки кривични дела да бидат во целосна изолација. Од друга страна и превентивно да помогне да не се случуваат сексуални злоставувања на деца од истите сторители, а воедно да биде и опомена за сите идни случаи. Ваквите ставови ги осудуваат и психолозите кои велат дека децата мора да бидат заштитени на секој можен начин затоа што децата кои се сексуално злоупотребени имаат трајни последици по личност. Последиците кои што може да ги предизвика самиот чин на сексуално насилство, без разлика дали е извршено силување или пак е само почеток обид, остава трајни трауми на детската личност. Значи, како што кажуваат многу автори, па ете и таткото на психоанализата, Сигмунд Фройд, кажува дека детето е татко на човекот. И сите тие настани и случувања, кои што се случуваат во најраната возраст, во периодот на адолесценција, можат да останат, траен белег да остават и покасно да бидат предизвикувачи на разни пореметувања, значи и многу сериозни пореметувања како што се неврози и психози. А постојат и случаи каде што завршува и со самоубиство. Отворањето на регистарот за лица осудени за сексуална злоупотреба, воведување на хемиска кастрација за педофилите и доживотен затвор беа последните и најсериозно преземени мерки во земјава, но и покрај воведување на овие мерки бројките на злоупотребени деца се уште се зголемуваат. Праксата покажува многу негативни искуства. Например, кога се праќа на викенд педофилот дома и тој го повторува делото, доколку станувало збор за инцест. Значи, има случаи кога децата биле повторно силувани, сето тоа мора да се има во предвид и да се внимава. Инаку Никола Шиндре во својата колумна пишува дека педофилите се маргинализирана група, а исто и децата кои според него сакаат да имаат сексуални односи со возрастни. Овој текст предизвика бура од реакции и осуди од голем број јавни личности, истакнати професори, психолози, социолози.